Никаде во Преспанскиот договор не пишува што ќе се менува во преамбулата, никаде не пишува во што се состои промената на членот 3, повторната промена на членот 3, никаде не пишува во што се состои промената на членот 49. Убедена сум дека, иако има веќе индиции, еден ден ќе чуеме и кој е творец на Преспанскиот договор, но јасно е дека ниту се грчкиот и македонскиот преговарач по хотлайн, тие и за сакале не би можеле да се договорат, на англиски мислам, туку дека е ова уште еден инструмент глобализацијски кој нема за намера да го реши проблемот замислен, измислен меѓу Македонија и Република Грција, туку, бидејќи судбина ни било да сме на линијата на огнот, да си ги регулира геостратешките интереси. Убаво рече еден американски професор кој се уште верува во правото и чувен дека ако треба и низ оџак ќе не втераат во НАТО организацијата. Но еве да се осврнам конкретно на договорот. Прво, роман од 20 страници не може да реши прашање какво што беше прашањето за името, зашто само тоа е предмет на спор, се вели во двете резолуции и интересно, гледам овде академици, најдов дека декларација Ману во 2010 година донел во која што тврди дека само и само името е предмет на спорот. Значи, уште во насловот се гледа дека разликата се трансформирала во разлики и дека наместо само да се разговара, односно да се преговара за разликите за името, се преговара и се регулира историјата, македонската меморија, македонскиот идентитет, уставниот и политичкиот систем, културата, образованието и слично. Ние во правото за ваквите четива, за ваквите спогодби и за евентуалните уставни промени што ќе произлезат, велиме дека се октроирани, наметнати, imposed, и веќе во уставноправната наука се пишува за наметнати решенија. И кога ќе ги споредите решенијата во рамковниот договор со оние во Дејтонскиот, со оние во Авганистанскиот, со оние во Ирачкиот, ќе видите многу слични решенија, зашто стейтбилдерот е истиот. Стейкхолдерот е различен. И тоа е она што мнозина од нас веќе го кажаа, е тезата на професорот Чендлер, дека тоа води кон бездушна држава. Зошто? Бидејќи странците се креаторите. Спогодбата е целосно асиметрична, а во правото договорно мора да има целосна симетрија на двете страни. Едниот наредува, другиот извршува. Значи, тоа место на Преспа беше родено за ратификација на овие документи, на кои се повикува европската, се повикува многу често и, значи, Европа, ама и светот. Интересна работа. Во сите овие наброени овде конвенции, документи на кои што се темели Преспанскиот договор, а сите до еден се прекршени од повелбата, членот 4, кој што изрично вели дека од ниту една држава, значи условите се наброени. Имаме пресуд, во советодавно мислење од 1948 година, дека од ниту една држава која аплицира за членство не може да се бараат дополнителни критериуми. Тоа е јус когенс. Дури и да принудиле, дури и тоа што се подпишала Македонија, не важи еден ден, морам да кажам.
бидејќи убиството на правото или обидот за убиство е почнат во Обединетите нации. И затоа она на Преспанското езеро беше спектакл демократија, видеократија, идиократија, морам да кажам, во која што учествуваше и представник на Обединетите нации. Значи, името на една држава е инхерентен елемент на правото на самоопределување, а правото на самоопределување е темелот на Обединетите нации. Но зошто е овој договор проблематичен? Се што е тука напишано е всушност директно мешање во внатрешните работи на една суверена држава. Второ, ние во Уставот на Република Македонија, покрај двотретинското мнозинство потребно за донесување на одлука за договорна промена на границите, гледаме дека, како напиша Ла Стампа, вампирите повторно се појавуваат на Балканот, повторно се разговара за можни територијални промени, ја зајакнавме уште со референдум, значи задолжителен референдум за територијалните промени. Цело време се зборува дека идентитетот е потврден, македонскиот јазик е потврден, македонците се признати и така натамо. Оваа одредба ние празниците имаме обичај да кажеме дека е толку во еден договор ултравирес, зашто идентитетските прашања не може да бидат предмет на меѓународен договор, тие се право на секоја нација, па и на македонската. Хипокризијата е што ние не зборуваме за обединети држави, туку организацијата се вика Обединети нации. Тоа што се вели дека термините Македонија и македонски имаат значење врзано за сопствената свеја анонимна историја, апсолутно ништо не значи. Еве зошто не значи. До придавките. Јас се чудам на нашето ману, морам да кажам. Бидејќи, кога велиме ние ману, кога велиме македонска телевизија, кога велиме ние македонска банка и така натамо, јасно ни е дека ману не е, значи она што се создава, културата, уметноста, науката, не е плод на државата, туку е плод на нацијата. Значи, логика нема да се вика, ние имаме Алсат телевизија во Македонија, така? Значи, Алсат може, ама не може МТВ. Зборот ми е, придавката значи негирање на идентитетот. Толкувањето за Macedonian значи за nationality citizen of the Republic of North Macedonia е непознат феномен. Ако се признава нешто, тогаш како за сите, Грик, Френч и така натаму. Крајно време е Уставниот суд на Република Македонија да собере сила како португалскиот уставен суд, бидејќи тоа прашање беше важно, се однесуваше на уставниот договор, да рече дека прашањето е неуставно и дека е нејасно и непрецизно. Се надевам дека ќе побара амикус курие бриф од Венецијанска комисија, но кога сте во друштво на венецијански трговци, тогаш само Шекспир може да ми помогне.